Значи, го прочитавме текстот од Првото Коринтини, 6 глава, тоа значи дека поминавме или влеговме во втората третина од ова послание. Видовме досега дека пловидбата низ ова послание не води низ не многу мирни води, а колку што навлегуваме подлабоко, тоа дури таа пловидба станува кајак на диви води. Многу деликатни теми се разгледуваат. Првите 4 глави апостол Павле, од тие први 4 глави, повеќе говореше за поделбите, конфликтите во црквата. Минатиот пат во 5 глава го видовме скандалозниот греф во црквата кој останал неосуден, останал толериран, тоа говоревме за црковната дисциплина, а сега во оваа 6 глава, во првите 9 стих, 8 стиха, па и до 11 стих, говори се уште еден друг скандалозен проблем во црквата, со она меѓусебно судење, меѓусебни тужби кои се ги подигнуваат еден против друг, и тоа не само внатре во црковната заедница, туку и надвор. Тој нивен конфликт, тие нивни борби, расправи, кавги, излегле надвор од црковната заедница и преминале во јавните судници. И апостол Павле вели голем срам. Многу срам да ви е за тоа што го правите. И во неговите критики тој станува уште и по-остар. Значи, темата во првиот дел на 6 глава е меѓусебното судење или меѓусебните обвинувања кои излегуваат надвор од црковната средина и барањето на некакви права, на правда, кај светски судии. Сега ќе говориме многу за таа работа, но убаво да дадеме едно предупредување на самиот почеток, дека разгледувањето на овој текст или нештото што ги кажеме не се генерални. Апостол Павле не треба да вметнуваме нешто што не е напишано. Апостол Павле, кога го пишува овој текст, воопшто не сака да каже дека христијаните треба да ја игнорираат или пак целосно да ја отфрлат власта, една од властите, тоа е судската власт. Зашто тој не сугерира дека ние воопшто не треба да одиме на суд, како што, например, тргнувајќи од овој текст, има црковни заедници, има традиции, има гранки во христијанството кои целосно го отфрлаат светскиот судски авторитет. Например, амишите не признаваат светски судови. Има дела од областа на правото, од кривичното право, има прекршоци кои не можат да останат затворени во црковната заедница. Например, едно убиство не може да остане да се решава во црковната заедница. И други такви криминални дела, насилство, или кражби и така натаму. За тоа е надлежно светското законодавство. Па и самиот апостол Павле се повикува како римски граѓанин правото што го има да биде суден во императорскиот двор, во дворот на Нерон. Тој инсистира да го оствари тоа право. Додека лежи цели 2 години во Израел, прво во Ерусалим, потоа во Кесарија, на крајот бара, и тоа на државен трошок, да биде пренесен во Рим и таму да му биде праведно судено. Така да гледаме дека има ситуации кога остварувањето на правата е возможно само на такви институции. И самиот апостол Павле, кога говори за властите во 13 глава на посланието до римјаните, тој кажува дека власта е Божја служителка за доброто на луѓето, а во власта влегува и судот, и судската власт. Значи, не треба да заклучиме од овој текст, како што има во црквите, во некои цркви искривувања, не треба да заклучиме дека апостол Павле говори генерално за судската власт. Проблемот во Коринската црква е поинаков.
го видовме проблемот во Коринт. Поделби, обвинувања, кавги, спорови, кој е поголем од другиот, кој е во право, кој е авторитетен. Црквата како заедница или христијаните имаат обврска да се простуваат меѓусебно. Имаат обврска да покажуваат љубов, да покажуваат трпение. Меѓутоа, очигледно дека тие конфликти кои почнале во црквата излегле надвор од црковното заедништво. Во докажувањето кој е поголем од другиот, кој е прав, тие стигнале дури и до судските инстанции. Својот внатрешен црковен спор го пренеле во јавните судници. И за да биде уште поголема, пострашна ситуацијата, тоа не довело до помирувања, до средување на работите во црквата, напротив, тоа уште повеќе ги нарушило и така сложните нарушени односи во црквата. Значи, штетите се нанесени и тие стануваат уште поголеми. И ќе видиме дека тие судски инстанци, тие почнуваат да ги злоупотребуваат за во споровите, не само да се докажат кој е прав и кој поголем од другиот, но туку и да стекнат и некоја материјална корист на сметка или на штета на другиот. Едната група, например групата на Павле, во тој судски спор не само што ќе го победи противникот, групата на Аполос, и ќе стекне и материјална корист. Затоа многу јасно пишува во текстот дека за беззначајни спорови тие се обидуваат на грбот на другиот да профитираат. Значи, тоа е првото нешто што овдека го гледаме. Не е јавна осуда на судството, туку проблемот е многу специфичен и се однесува на црквата во Коринт. Второто нешто што исто така е овде интересно, е местото каде апостол Павле го вклучува овој текст за судската власт и за меѓусебното судење. Минатиот пат говоревме за еден скандалозен проблем во црквата, грев, некој спиел со жената на неговиот татко, нешто што ги шокира дури и перверзните, блудни коринтјани, а црквата останува незаинтересирана за тој проблем. Дури и се фали. Значи, проблемот во 5 глава е црковната дисциплина, т.е. неспроведувањето на црковната дисциплина кон луѓето кои вршат некакви гревови. И посебно гревот е блудство, сексуален неморал. Ако продолжиме понатаму ова послание, 6 стих од 9 па до крајот, проблемот исто така блудство, неморал. 7 глава говори за правилните интимни односи во бракот. Така да целиот контекст од 5-та, 2 дел 6-та и 7 глава е односите. Морал, неморал и така натаму. А во сето тоа, помеѓу сето тоа всушност, е вклучен овој текст за нивното меѓусебно судење. И многу е интересно, не интересно, туку чудно е зашто апостол Павле токму овдека го става овој текст, како да не му е местото во оваа тема која што се разгледа во 5-та глава и 7-та и голем дел од 6-та глава. Тоа е конфузијата што барат овдека, има некакво објаснување. Апостол Павле прави еден контраст, тоест ја покажува абсурдноста на ситуацијата во Коринтската црква. Кон еден сериозен грев во црквата, каков што е, блудството, со кој започнува 5-та глава. Кон еден таков сериозен грев, кон кој сите треба да плачат и да тагуваат, како што вели во 2 стих, тие се незаинтересирани. Од друга страна, ти треба внатре да го решат тоа. Од друга страна, за беззначени работи, ништожни, вели апостол Павле, и така го употреба тој збор, за ништожни работи, ви одете се судите надвор. Она што е важно меѓу вас, она кое го руши црковната светост, вие го ставате настрана,
А за останати работи кои се беззначајни дури, кои може да ги поминете така, штетата која ја претрпувате е никаква и може да поминете преку неа, вие одите да судите надвор. Многу абсурдна ситуација. Ја гушат црковната дисциплина за сериозни греови, а без мака се тужат еден со друг, дури и за, на наш јазик, нели би кажале, за невратен денар. Тоа е логиката на текстот. Исто така има и друго можно објаснување. Например, во апостол Павле пишува уште во првата глава дека тој добил известување за ситуацијата во црквата од семејството на Хлој. Тој добил некакво писмо. И сосема е можно и логично апостол Павле да дава решенија за проблемите кои ги чул преку тоа писмо по редот по кој тие се напишани. Например, Хлој сигурно го известил прво за поделбите и тој пишува одека за поделбите. Потоа за гревот, црковната дисциплина, па сега за судењето и по тој ред тој и дава одговор на тие проблеми. Но тоа не е толку важно. За мене по-интересна е логиката, па и на крајот на краишта 5 глава говори за судење, вели, вие судете се ги внатрешните, а надворешните ќе се ги судат надворешните. И почнува од 6 глава со проблемот со судењето. И она што е многу важно, ако вие забележавте, јас ги вклучив 9 до 11 стих во овој дел, иако тие можеби се своја целина, и следниот пат ќе говориме само за тие 3 стиха, но на крајот повторно говори за Христос, Евангелието, што тој направил. Тој ги измил, ги осветил, ги оправдал. Тоест, како солуција за и овој проблем, проблемот со споровите надвор од црковната заедница, преку Христовото Евангелие. Тоест, еден принцип. И минатиот пат го видовме тој принцип, и овде го гледаме, и го гледаме во целото послание. Евангелието на Христос ги менува работите. Христос не менува нас и веќе ништо не е исто. Во Христос, во она што тој го направил, наоѓаме сила, наоѓаме решение за секој проблем. Христовото дело на крстот. Христос ги менува срцата, а ако срцата се сменети, и се друго во нашиот живот е сменето. Значи, тоа е така како една позадина. Има едно друго нешто кое е карактеристично, интересно во овој текст, во оваа глава. Апостол Павле честопати или најчесто употребувана фраза е не знаете ли дека? Не знаете ли дека светиите ќе го судат светот? Во 3 стих, не знаете ли дека ангели ќе судиме? 9 или не знаете дека неправедните нема да го наследат Царството Божјо? 15 зар не знаете дека телата ваши се делови од Христос? 16 или пак не знаете дека оној кој со блудница се соединува станува едно тело со неа? 19 или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух? Така, постојано повторува, дури 6 пати. 7 пати. Не знаете ли? Не е прашањето дали навистина знаат или не знаат. Тој тргнува од претпоставката дека знаат, нив им е кажано. И Павле им го кажал тоа, и Петар им го кажал, и Аполос им го кажал. Вие го знаете тоа. Ама употребувањето на оваа фраза всушност има повеќе улога за подсетување. Кои сте вие? Ги враќа кон нивната вистинска суштина, т.е. кон нивниот идентитет. Тоест, апостол Павле се однесува или постапува како со луѓе кои претрпеле некаква амнезија. Знаете што е амнезија? Кога човек ќе претрпи некаков шок или повреда на мозокот или е во кома подолго време, враќањето од таквата состојба е придружена со амнезија. Има случаеви кога луѓето дури не знаат кои се.
се будат и не знаат ништо за себе. Ниту името, ниту пак ги познаваат луѓето околу себе. Па поминуваат низ терапија, гледаат слики, видеа, документи лични, за да можат да се вратат. И тоа продолжува. И вели апостол Павле, вие како да имате амнезија. Вие знаете кои сте, вие имате идентитет веќе во Христос. Вие сте оправдани, измиени, осветени. Вие не припаѓате на овој свет. Меѓутоа, како да сте добиле некаква амнезија или, јас се нареков, евангелијална амнезија. Не е тоа медицински термин, тоа е повеќе духовен термин. Сте заборавиле кои сте во Христос. И јас треба сега да ве подсетувам кои сте вие во Христос. Зар не знаете да сите овие работи? Треба да ги знаете. И уште во првиот стих, кога ги прашува кој со кого треба да се суди, или дали некој од вас, кога има спор против друг, би се осмелил да се суди пред неправедни, а не пред светии. Уште во првиот стих тој ги подсетува на тоа кои се тие, кој е нивниот идентитет. И 11-тиот стих пак, кој ја затвара рамката на оваа тема, завршува со тоа кои се тие, измиени, оправдани, осветени. И првиот и последниот стих говори за нивниот идентитет и во средина исто така говори, употребувајќи некои зборови, за всушност природата на црквата. Што е црквата во ствари? Така, тие се светии кои живеат поинаков живот. И така со чудење го поставува прашањето апостол Павле, нели вели, дали некој од вас кога има спор би се осмелил да се суди пред неправедни? Зошто го поставува така тоа прашање? Денес знаеме дека судовите и не се судовите се место за правда. Таму велат се дели правда. Меѓутоа сме сведоци дека посебно за оние најпопуларните процеси, овие што сега се случуваат, најмалку се праведни, најмалку судот е место за правда, тоа е место за политички дела. Тоа се гледа од авион, што се вели. Меѓутоа во древноста, во древниот Коринт, нештата биле уште пострашни. Судот воопшто не бил и не се сметал за место на правда, судот се сметал за место на докажување, тоест, оној кој е подобар демагог, тој успева да победува. Тоа било буквално арена. Арена во која едни изнесуваат аргументи, други изнесуваат аргументи. И судијата ги цени аргументите, тоест вештината на изнесувањето на аргументите. Правдата не е важна. Важни се парите, кој од каков социјален статус има, важно е кој колку е умешен и важни се врските. Тоа било ситуацијата од тие коринтски древни судови. И сега апостол Павле вели, вие сте светии, тоест, вие сте одделени од Бог да му припаѓате нему. Вие следите сега вредности кои доликуваат или кои се насуваат на Божјото царство. И сега вие од таа позиција, како светии, кои имате систем на вредности на Божјото царство, одите во судница каде што воопшто нема правда. И како се осмелувате? Или кој би се осмелил? Кога го поставува тоа риторичко прашање, всушност апостол Павле вели, не дека тие тоа не го прават, туку вели, кој паметен уствари? Или со други збори, кој светија, кој Божи човек би го направил тоа? Не знаете ли, не памтите ли кои сте? Вие се однесувате како воопшто и веќе да не сте такви. Сте заборавиле кои сте. Вие сте свети кои треба да живеат во една нова заедница, нели, Христова заедница, црквата на Христос. И од тука натаму апостол Павле до 11-тиот стих, и тоа може да се забележи, го прави советите што ги дава, решавањето на проблемот што го нуди, го прави во некакви
временски интервали. Тоа е прво говори во иднина што ќе се случува. Вие сте повикани за нешто во иднина што ќе правите. Вие ќе судите ангели, светот ќе го судите. Тоа е првите 3 стиха. Од 4 до 8 стих говори сега. А сега вие што правите? Брат, дерете во суд. Тоа го правите сега. И завршува со последните 3 стиха од 9 до 11 со она што се случило во минатото. Вие бевте измиени, изчистени, бевте оправдани, бевте осветени. И ќе видиме како сите тие 3 работи ги користи. Која е вашата судбина одредена од Бог во вечноста, што правите сега и што било направено со вас во минатото во Христос, како едно решение за проблемот. Ајде да видиме за иднината. Дали некој од вас, кога има спор против друг, би се осмеил да суди пред неправедни, а не пред светии? И вели, не знаете ли дека светиите ќе го судат светот? Ако пак вие го судите светот, не сте ли достојни да судите за помали работи? Не знаете ли дека ангели ќе судиме, а не пак она секојдневното? Овде апостол Павле се повикува на нешто што самиот Господ Исус го каже. Во Матеј 19 глава им рече на учениците: вие ќе го судите Израел. Во Даниел, книгата Даниел 7 глава, каде се говори за крајот на малиот рок на Антихристот, вели дека сета власт и сета слава им беше дадена на светиите на Севишниот, на оние кои беа гонети од тој рок, од Антихристот. И идејата таму е судскиот процес. Даниел говори за судница каде што ќе биде суден Антихристот и оние што го следат. А кои се судиите? Кој суди? Светиите, прогонетите. Тие ќе судат. Сликата на Господ Исус Христос и на Даниел, па и во Откровение, во ветувањето што ги дава до црквите во 2 и 3 глава, е дека верните луѓе ќе судат, ќе бидат судии. И целата апсурдна ситуација што апостол Павле овде кај пренесува. Вие кои ќе го судите светот, кои ќе седите на судски престоли, самите не можете да судите, да пресудувате за банални работи. Христијанската црква, црквата како општество, треба да биде способно да посредува во тие внатрешни спорови. И при тоа да води кон помирување, да води кон простување, да води кон обновување. Тоа е уникатно општество. Општество какво што нема друго. Црквата како заедница прво е водена од Светиот Дух, е исполната од Светиот Дух. Црквата го знае Словото, кое е Слово на правда. Црквата ги познава правилата, принципите на правдата. И има мудроста што ја дава Светиот Дух и Бог. И затоа апостол Павле ќе праша малку понатаму, зар не еден не се најде доволно мудар да ги реши овие работи? Треба да биде способна, имајќи ја во предвид идната задача што ја е дадена на црквата. Да суди ангели, да го суди целиот свет. И сега, црквата која, или коринтијаните, Коринската црква, која е избрана од Бог, измиена, очистена, оправдана за да ја врши таа работа, заглавила во тривијални спорови. И затоа апостол Павле ги подсетува, нели, на таа славна задача. Вели, тие суди, кај кои што вие одите да се судите, еден ден вие ќе ги судите заради неправдата која вршат во овој свет. И голем е срамот и голем е понужувањето. Оние кои вие ќе ги судите еден ден, сега одите да ги молите, знаејќи ја нивната неправда, да судат за вас. Па вие сте поголемите суди од нив. Вие еден ден ќе седите заедно со Христос на судски престоли и
оние кои што сега ги судите, или во заедницата, заедно со вас ќе седат и ќе судат. И ќе треба заедно да пресудувате за големи работи, за ангели. А сега не можете еден со друг да се разберете за прости работи. Можете да се представите колку е абсурдна ситуацијата. Вие ќе треба еден ден заедно да решите за сатаната, а сега не можете да решите за прости работи. И ова е еден универзален принцип. Ова не е само за работи кои стигнуваат до надворешни судници. Ова е еден универзален принцип кој апостол Павле го говори за црквата како заедница. На црквата и се дадени големи задачи кои ќе треба да ги извршува од целата вечност. И црквата треба да биде на ниво да ги решава многу попростите работи во заедницата. И понатаму апостол Павле, кој ќе почне да говори за сегашната ситуација, вели, до толку ли не можете и малку штета да претрпите? До толку ли не можете малку суетата да си ја голтнете? Туку од се сакате да профитирате. Тоа е иднината. Имајќи во предвид иднината за која сте повикани, вие треба да стоите на нивото на таа задача која ви е дадена, голема задача. Сегашноста. Еден збор овдека е исто така важен, кој се повторува неколку пати, а тоа е зборот брат. А кога имате спор за работи од овој свет, се овој превод не е добар, кога имате спор за работи од овој свет, за судии ги зимате, тоа е констатација. Не е прашалната овдека формата не е заповедна, нели, императивна што да правите, не вели, земете ги оние што се сметаат за беззначени, туку констатира, вели, вие за судии, кога имате спор за работи од овој свет, вие за судии ги зимате оние кои од црквата се сметаат за беззначени. Или, ако сакате уште подобар превод, ова дадено пак како еден абсурд. За обични секојдневни работи, вие ги викате оние кои самата црква ги смета за беззначени. Тоест, оние кои немаат никаква врска со црквата. Оние кои нити се осветени, ниту се оправдани, ниту се очистени во Христос. Како срам, вели. Вие сте црква која има многу дарби, вие и пророкувате, Бог ви дал дарба да откривате Божјата воља, да го пророкувате Словото. Бог ви дал дарба на мудрост, Бог ви дал дарба Слово. Еден куп дарби се изредени во оваа книга. Ви дал секакво знаење, нели, и Слово. И сега што правите? Одите кај оние во светот, во првиот дел говори, еден ден нитки ги судите вие, а сега, вели, одите, они да ви кажуваат за работи во овој свет и да ве советуваат. Тоест, они да судат. Па на крајот на краиштата, ова е противречно на се она што коринтијаните го кажувале за себе. Тие се фалеле дека се многу мудри. И Павле им вели, толку сте мудри, а не можете да најдете барем еден кој ќе може да суди меѓу вас во 5 стих. Кој може да расуди или да пресуди меѓу браќата своји. Зар нема толку, до таму стигнавте, еден не може да се најде и одите сега кај оние кои ниту го знаат Словото, ниту имаат Свети Дух во себе, ниту пак ги интересира правдата. И одите кај нив. И затоа ги прашува, во таква ситуација, место да се засрамите, нели е подобро, и ако има некаква штета, ако некој претрпил некаква штета, нели е подобро да проголта, нели, како вели, зошто поскоро не ја претрпите штетата, зошто не претрпите неправда подобро, отколку да отидете таму и да се срамите пред тие светски судии. Црквата, и тука веќе доаѓаме до вториот збор, до зборот кој е важен. Мислам дека неколку пати, 5 пати се спомнува овој збор,
браќа, например, во 5 стих, да расуди меѓу браќата. 6 стих, брат со брат се суди. 8 стих, но вие сами навредувате и нанесувате неправда и ограбувате, и тоа браќата своји, на браќата својим ги правите тие работи. Поентата овдека, всушност, кој сака да ја покаже апостол Павле, е специфичниот карактер на црквата. Црквата е семејство. Од црквата е заедница на браќи и сестри. Има еден скелет кој што ги обединува сите во врска која е посилна дури и од физичкото семејство. Со други зборови, може светски крвни браќи и сестри да се тужат, и тоа не е толку срамно. Меѓутоа, црквата како не е тоа физичко семејство, црквата како духовно семејство, како Божо семејство, е тука велија големиот срам. Бидејќи тие не се обични луѓе, браќи и сестри кои се тужат за имот или такви работи, тие се припадници на Божото царство кои треба во овој свет да покажат сосема поинаков модел. Да, во Коринт за се и се што се тужеле, за да се остварат некаква полза и да го смачкат другиот. Меѓутоа, од црквата не треба да биде така. Од црквата постои ли управа друг принцип. Има љубов, има простување, има помирување, па на крајот на краиштата и претрпување на штета за доброто на црквата. И во еден свет, како тогаш, па и денес е тако светот. Денес секој гледа од било што да искористи материјална корист најмногу од тие судски процеси. Ние гледавме за наврада, некој кажал нешто и го носи на суд и бара 50.000 евра. Или 100.000, или 500.000 евра. И милиони дури бараат. Имаше еден случај, и што беше најстрашно, еден христијанин, татко му загинал во сообраќајка, и тој вели, ај, татко ми на 80 години, ај, го загубив татко ми, ама барем некоја пара да земеме. И го даде шоферот на суд со мотив, и тој самиот се рече, да земеме барем некоја пара која веќе го загубив на татко ми. Таков е светот. Ги користи, и во тоа време било исто така, истиот принцип. Во таа арена, судска арена, на крајот целта било победување на противникот, добивање на социјален статус и материјална корист. И вели, и вие истото го правите, но со тоа што вие го правите меѓу себе како браќа и сестри во црквата. Гледате да го згазите другиот, за да заработите на тоа, да стегнете некаква корист. Па на крајот на краиштата преголтете го, па дури неправда ако сте добили, па дури штета ако има, па дури ако ве повредил. Подобро отколку да се срамувате. Зошто? Зашто светот, тие светски судници, вели апостол Павле, гледат на вас како на, зашто вие така се декларирате како на Божо семејство. И на крајот што се случува? Божото семејство, Евангелието доживува дебакл во очите на тие луѓе. Дебакл на христијанството. Кој е поентот? Што сака да им каже апостол Павле? Црквата треба да покаже друг модел во светот. И кога светот гледа проблеми кои водат до напукнување и се велат во секој момент ќе се сруши тоа, и најнаш се свртуваат работите, наместо кон уривање, гледаме обновување, простување, сближување, е тоа триумф на црквата. Е тоа светот ќе го види и ќе каже, навистина, овие не се како овдека. Навистина има не она помирување што уште не знаеме што значи во политичкиот живот, вистинско помирување, вистинско простување, вистинско обновување. Ако не е така, вели Павле, има голема причина за срам. За ваш срам, ви велам. Така да, прво, не подсетува улогата што ние ќе имаме како судии на овој свет. Ние сме судии над судиите во Христос. Христос е судијата над судиите, но заедно со Него ние сме поставени на такви престоли да бидеме судии на судиите. И ние треба сега да ја оправдаме таа висока функција што Бог ни ја дава. И оние прости, тривијални во споредба со вечните дела да можеме да ги решаваме.
Понатамо, говори за сегашноста. Црквата е специфична заедница. Тоа е семејство, кој треба во овој свет да покаже поинакви стандарди. Кога изгледа дека се руши, кога нешто ни кажува да се криеме зад барикадите, ние да го покажеме она што Бог го бара од нас. Бог дојде во грешниот свет, светот кој заслужува осуда, да донесе помирување и спасение. И на крајот говори за минатото. Или не знаете, овие 3 стиха подетално ќе ги разгледаме следниот пат, зашто тие се пак еден мост од овие првите 8 стиха и она што ќе следи од 12 стих. Пак се враќа на темата со блудството, сексуалниот грев. Но она што е важно, нели? Прво им кажува, неправедните нема да го наследат Божјото царство. И тоа буквално им вели, таму кај што одите да барате правда, самите тие нема да бидат во Божјото царство. Тие суди нема да го наследат Божјото царство. И оние другите што се опишени овдека во овие стихови. Но важното е, она бомбата всушност што ја фрла, е во 11 стих. Такви беа и некои од вас, но се измивте, се осветивте, се оправдавте. И овдека глаголните дејства не се активни, пасивни се. Бевте измиени, бевте осветени, бевте оправдани во името на нашиот Господ Исус Христос. Христос, значи, рецептата како и минатиот пат. Христос влезе во вашиот живот. Христос ве промени. Христос промени се. Тоа е решението. Треба да излезете од таа амнезија во која се наоѓате и да се вратите во вистинскиот идентитет, она што навистина сте. Вие сте измиени, оправдани, осветени. Вие сте на тој небесен, вечен суд од Христос, веќе ослободени од вина. Тој повеќе нема да ве суди. И тој однос на оправдани, извинети од Бог, треба да го покажувате еден кон друг. Вие имате нов идентитет. Вашиот идентитет е Христови следбеници. Вашиот идентитет е деца на небесниот Бог. Семејство во Божјото царство. И вие треба да живеете во тој нов идентитет. Тоа е она што ви треба за да го, како решение во овие ваши конфликти. Едноставно. Решението е едноставно. Однесувајте се според новиот идентитет. Тоа е. Немојте да се враќате на стариот човек, на стариот живот, да се однесувате како луѓето во овој свет. Тоа е единственото. Не ви треба некоја супер сила во моментот да ви дојде. Вас веќе ви дојде тоа. Во минатот, кога Христос ве изми, кога ве оправда, кога ве освети. Тој ве оддели од овој свет. Ве направи негови да припаѓате нему. Тоа веќе е завршено. Единствено, вие треба да живеете во светлината на тоа дело. Во светлината на новото создание кој сте во Христос. На тој нов идентитет што го имате во Христос. Тоа оправдание, таа светост, таа чистота треба да влезе, да стане реална во вашиот живот. Вие го имате Светиот Дух, вие имате се што ви стои на располагање. Тоа треба да стане дел од вашиот живот. Во секоја пора, и во односите во црквата, и во служењето, и во споровите, и во конфликтите, во се да влезе оправданието, светоста и чистотата. Тоа е начинот, чудотворната сила од спасението, мудроста од Словото, водството од Светиот Дух, нели, да решава проблеми. Да ги отргне тие конфликти. Кога се јавуваат пукнатини, кога се викаме, се повлекуваме зад барикади или одиме во јуриш да уништиме, сознанието кој сме во Христос, што Христос направил за нас, ќе не тера да се однесуваме како браќи и сестри и како слуги. И тогаш има триумф на Евангелието.
И тогаш християнството триумфира внатре и надвор на светот. И тоа е поентата, и тоа е целата идеја. Да бидеме навистина слуги на Христос, слуги еден на друг, зашто сме едно семејство. Обединети во еден здрав скелет на Христовата љубов, на Христовата светост и праведност. И Бог да ни дава сила да бидеме христијани кои победуваат преку силата на Евангелието, зашто со Евангелието веќе ништо не е исто.